Следите новото издание на подкастот со Ана на ти. Денес имаме една гостинка за која што јас лично не знаев многу и навистина тоа си го запишувам себе си како минус, меѓутоа затоа е тука за да прво јас дознам се што можам повеќе за неа, а потоа да ви го презентираме тоа и на вас. Работи за една исклучително успешна македонка која што не представува во светот и тоа во најдобро можно светло. Она е вокалистка, композитор, она е магистар, она е диригент, она се занимава и живее музика. Лина Ѓорчева денеска во со Ана на ти. Добре дојде. Добро ве најдов. Навистина благодарам за прекрасната најава. Ми значи, особено кога, иако фокусот не ми бил постојано кон домашниот пазар, секогаш сум чувствувала конекција со истиот и нема поубаво кога сте препознаени дома. Да, и навистина онака кога се подготвував за разговорот, не бев свесна колку ти уствари си успешна надвор, колку многу постигнувања имаш. Започнуваш од многу рано детство, ти си од оние типични примери каде што излегува талентот уште од мали нозе и потоа се развива во една совршена насока кај тебе. Па да, некако баш со музика се занимавам од како знам за себе. Значи, можеби тоа ми е некое прво чувство препознаено. Нели кога сме деца, во принцип сакаме да бидеме различни работи. Да. Меѓутоа кај мене таа желба секогаш била конкретна, затоа што јас музиката и неа не доживам како професија, повеќе ја доживам како страст. А тоа што се доаѓа во професионални рамки е само последица, некој успех и профит и така натаму и како ќе се поставиме, нели самата позиција професионална, ама треба да веруваме во тоа што вистински го сакаме и само ако веруваме. Да. Тоа е единствената девиза која што јас ја препознавам како точна. Изучувањето мое музичко започна стварно на многу рана возраст, уште на 5 години. Дури јас не се ни сеќавам на моментот кога почнав да свирам виолина. Ми беше првиот инструмент виолина. Зошто виолина? Почнуваш со виолина. Зошто виолина? Како ти текна виолина? Пошто тоа е многу рана возраст. Па не беше мој избор во суштина. Секогаш кога одевме на аудиција во музичкото училиште Илија Николовски Луи, некако децата кои што имаат повеќе слух и се препознаени во поконкретна музичка димензија, обично беа избор за жичен инструмент. Ама мене ми беше интересно некако, беше многу малечка виолина, јас се сеќавам, имам слики од градинка, имам настапувано буквално во градинки. И мислам дека тоа дава некоја подсвесна музичка меморија, подсвесна. Меморијата е таа, меѓутоа гради за понатаму некој стабилен музички аспект. Затоа што после тоа свирев и виолончело, меѓутоа избрав веќе кога препознавав што точно за мене е потребно и каде сакам да се движам и зошто во музички смерници, нели? Го препознав пијаното како единствен мој избор затоа што да бидам перформер, дали вокално или професионално, како и да звучи, не ме привлекувало доволно. Тоа ми било некомплетна активност, значи јас сакав да компонирам. Јас сакам да го изведам тоа што ќе го искомпонирам, ама да биде мое. Да. Така пијаното ми го возможи тоа и знаев дека ќе се занимавам со создавање на музика, затоа што секогаш имав такви идеи да свирам нешто што е мое. Едноставно мислам, некои работи на вистина од рано детство се препознаваат. Да. И тоа е убаво, кога ќе си го најдеш она што е твое и ќе можеш да го развиваш во текот на животот. Ајде малку за тоа раното детство. Каде растеше? Во кој дел од Скопје? Растав во Кисела Вода. Бевме блиско до центар и скоро сите активности ми беа во центар. Значи, едноставно, јас бев од она време што сега се препознава таа генерација негде од 85 до 95 се препознава како генерација која што може да направи стабилност во светот моментално, бидејќи припаѓаме на она ера каде што се сме поминале. Значи самата технолошка транзиција сме поминале, ама го знаеме и она што значи да бидеме на улица со другарите и тој тип на социализација да ни биде нашиот компас. Затоа што друго е кога ние со некој се сплатуваме онлайн, а друго е кога контактот е физички, првиот контакт. Мислам дека социјалниот интелект на тој начин се развива поинако. Во тоа сум убедена. Мислам, не е сега на сметка на новите генерации, се си има своја фаза, сега децата се раѓаат со многу некоја
како да кажеме, со поинаков генетски код. Тие веќе знаат многу работи, тоа е природно да е така. Меѓутоа, во принцип, треба да работиме на нивниот социјален интелект. Ние сега можеме да развиеме одлични генерации, затоа што ако им го пренесеме тоа што велам јас од колено на колено, што е важно да се постави во некои години. Така да, мислам, имав многу убаво детство, навистина. До ден денес имам пријатели кои што ми се од детството. И не знам, некако ние имавме безгрижно детство. Тој многу поразлично него денешниве деца. Па некако и тој период за Македонија 90-тите, јас го помнам како многу убав период и некако сите беа со некој поинаков граден ентузијазам. Поинаков беше вајбот и мислам дека треба да го вратиме тоа во смисла да нели како наш компас, како треба да размислуваме, како мајндсет, како треба да гледаме на работите, како треба да се чувствуваме и зошто, како тоа поинакви резултати може да донесе. Јас се сеќавам тогаш и музичката сцена како се развиваше кај нас. Јас слушав наши уметници, Нокаут ми бе омилена група. Да, и они свира и беа активни. Мислам, тоа е тоа. Така да си имаше тоа свој момент. Сега веќе за жал немаме толку богата сцена. Многу помалку млади автори гледам на нашата македонска сцена. Во поп музиката не е битно. Мислам дека имаме повеќе плодни автори кои што не се во поп водите отколку што овие што се општо познати. Па, веројатно е така. Јас, искрена да бидам, се обидувам да воспоставам поконкретна конекција со нашиот пазар во последните неколку години. Затоа што, иако јас генерално отворам и сум насочена кон интернационални пазари, тој пат си се наметна сам по себе. Не е дека во Македонија нешто ми недостасувало, секогаш сум имала од сите аспекти работите ми тичале, да не кажам совршено, дури. Меѓутоа, мојот авантуристички дух и желбата за знаење и ширење на хоризонти да била таква да ја се насочив кон други средини, сакав да почувствувам поинакви аспекти. И едноставно успесите сами по себе си се наметнуваа, нели? Меѓутоа, не сум од оние што сега сум надвор и Македонија за мене веќе не постои. Никако пазар, никако поднебје. За жал тоа се случува често. Пак ја кажам, веројатно е до некој мајндсет кој што нели поинаку се негува, но се е перспектива како гледаме на работите. Уне што можам да го кажам е дека да, јас препознавам индустријски геп во продукцијска смисла особено, во сите уметности, не е само во музиката. Меѓутоа ние имаме фантастични таленти и мислам дека треба да работиме на тоа да створиме сериозна арт платформа. Да створиме сериозна арт платформа. Јас пак ја кажам, значи, чувствувам конекција со мојот амбиент, се повеќе сум насочена кон тоа и да подарам нешто на нашата публика. Драго ми е што ме препознава, иако секогаш сум имала позитивно искуство. Јас не сум од тие што имале негативно искуство во смисла на хејт или некој непрепознавање, не. Еве, секогаш најубавите зборови ги добивам токму од нашата публика. И за успесите сега што ми се надвор. Јас препознавам дека искрено, дека квалитетот не може да се скрие. И дека луѓето не е точно дека тоа не го препознаваат. Значи да, има група, сега тоа не навлегувам нели по какви стандарди некој се води. Меѓутоа препознаваат и луѓето сакаат, јас мислам дека и жилни сме уметничката бранша едноставно да ни се развива поинаку. Така. Тоа ни е потребно за генералното живење, мислам. Тоа е културолошкиот стандард е важен за животот, мислам поставува животни стандарди кои што не сме свесни колку се важни. Како не? И навики диктира се. Така е. Меѓутоа и самиот успех, она што си го постигнала со тоа што го работиш, некако не остава простор некој да има негативни коментари, нели? Самите достигнувања, самото она што го правиме, зборува самото за себе и некогаш ги затвора коментарите на другите, нели? Зошто некој би имал хейт коментар? Значи, не дека луѓето не знаат да си најдат причина и кога не постои. Тоа сакав да го кажам. Секогаш луѓето знаат да перспектива е во прашање. Така, од која го ќе погледнеме. Така е. Сите имаме различни перцепции на нештата, не дека знаат да некогаш да искритикуваат и кога нема простор, меѓутоа, знаеш како, кога е нешто за фалење, па е за фалење. Благодарам. Па да, во принцип е и така. Ама јас некако сум размислам на начин изборовија ме и дела. Значи да не е само да се пофалиме во медиуми, да си направиме пиар, да кажеме што сме направиле. Треба да може да се чуе што сме направиле, да биде тоа веродостојно.
И можеби тоа треба да го сватиме, пошто навистина луѓето од различни поводи се занимаваат со уметност. Некој сака да биде популарен. Да. Некој, не знам, некоја желба можеби на родителите да остваря, можеби не го препознал тоа како негова вистинска желба. Потоа, не знам, значи, треба да се препознае и капацитетот за некои работи, за да може човек навистина да се научи во тоа што е негов аспект. Значи, ние треба да препознаеме тоа што е нашето. Ние сме сите ресурсни. Да. Но не сме за исти работи. Така. И нашата мисија е всушност да откриеме што е нашето и да навистина создаваме во таа насока. Не е важно во која индустрија. Да. Така да за музиката, јас тоа го препознавам повеќе зависи од мотивот зашто се бавиш со нештото. Така. Мојот мотив никогаш не бил тоа да не знам кој ме знае, да се напише за мене едно или друго. За мене мотивот бил да направам нешто. Значи да создадам нешто, да направам, да створам и подоцна тоа како последица те препознаваат во различни кругови. Така. Кој ќе ме праша како стигнал до Холивуд, мислам едноставно тоа е на природен начин препознати. Они мене ме побараа. Не морам јас ништо веќе да направам. Значи природно се течат работите. Да, меѓутоа, знаеш што ми е прашањето? Дали тоа значи дека секој еден млад човек кој што го има тоа во себе ќе може да стигне таму? Колку ресурси се потребни во смисол на покрај амбицијата и образованието и желбата и аспирациите да се постигне некаков успех, па нека не е и Холивуд, иако сме стигнале до таму во твојата приказна, колку е тоа доволно, колку се потребни од страна ресурси во смисол на било каква поддршка, дали е финансиска, дали е, не знам, некаков организацијски менеджмент дел, или тоа може некој баш сам да го направи? Како ти... Па искрено. Како ти, не ми интересира тоа клише прашање како стигна. Да, се разбираме. Меѓутоа, дали е изводливо за секој еден кој што ќе го гледа, например, разговоров и ќе го слуша? Изводливо е за секој еден. Затоа што кога нешто вистински сакаме, начините како да стигнеме до тоа ќе се појават. Так. И практично, пак ќе кажам, се е до перспективата. Јас можеби најмногу ќе го акцентирам тоа цело време зашто нема поголема вистина од тоа. Значи се е животот не е што не се случува, туку како ние гледаме на тоа што се случува и што правиме со тоа. Значи, сега јас не сум можеби најсоодветниот пример во таа смисла затоа што јас имам организацијски вештини, сепак сум маркетиншки образована и комуниколог сум и магистар по комуникација. Значи јас го имам тоа во себе и како што сум работела доволно на болт начин за други брендови, така и јас кога треба да се позиционирам себе си, го правам тоа на начин кој што за мене е веќе професионален. Да. Така што тој организацијски аспект за мене никогаш не представувал бариера и не сум морала да платам некој тоа за мене да го направи, него можам сама. Тоа е во мојот случај предност, да кажеме, но имам јас тим на луѓе секаде и препознавам поддршка секаде навистина, како да ви кажам, никогаш е доволно една личност да ве препознае, која што е најважната. Во принцип, кога зборуваме сега за позиционирање некаде на било кој пазар, во било која индустрија. Значи, големите луѓе кои што би препознале друг талент, кој што треба сега да настапи на сцена и треба да му остават легаси. Например, во мојот случај тоа беше со Конрад Поп. Тој е најголемиот холивудски оркестратор. Јас би рекла можеби на сите времиња, како оркестратор и како композитор. Ама и сум имала и други примери на живењето. Јас некако секогаш сум се поврзувала најдобро со најстрогите кадри. Не знам, едноставно природно било така. Масата не ме препознала толку веднаш колку што тие кадри ме препознале. Што веројатно е клучно за да стигнеш таму. За мене било клучно. За мене било клучно и во Македонија додека сум растала, додека сум студирала и учела ист бил случајот. Тоа ме било и во непосреден момент мотивација и некаков дослух дека си на вистинскиот пат. Нели секој ќе каже не е битно што другите мислат, ама некогаш е битно да добиеме подкрепа, особено во некои години кај што тоа многу значи. Има сензитивни години каде што мислам важно е да се држиме кон нашиот смер, ама добиваме знаци на патот. Така, како не? Јас ги препознам тие работи како знаци. Значи зависи од кого доаѓа каков тип на поддршка и сметам дека навистина се може. Секој кој што сака може, треба да е доволно упорен, ама не во смисла целта ги оправдува средствата, него во смисла намерата е многу важна, искрената енергија и вистинската љубов према уметноста. Значи, за мене музиката е живот, не е само професија.
Јас и затоа и сум студирала и други работи. Мислам, се насочев, јас имам музичка академија, меѓутоа имам и диплома од друга бранша. Значи, не сум ја гледала музиката никогаш дека треба да ја учиме за диплома. Никогаш не завршува до усовршувањето. Јас и сега одам на воркшопс и на кемпс. Одам затоа што наобразбата не може да заврши. Не може да заврши и технологијата, мислам, промените во технологијата се побрзо од светлината. Да, тоа баш како. Мора да бидеме во теки. Не знам како да кажам, сите аспекти се важни. Нема нешто што е поважно или поневажно, но најважно е да го препознаваме нашиот внатрешен глас кој што треба да не води. Ние сами сме се нашиот компас. Никој не е, ни родител, ни професор, ни пријатели, ни средина, ни медиум, никој. Значи ние сами. Така. Ние сами. Така. Ние сами треба да знаеме. Како што се развиваме себе си личносно, нели? Во текот на животот Поврзано растеме и се развиваме така и професионално, така и емотивно, така и во секој еден сегмент од животот, без разлика дали е лично, професионално, треба да постои тој развој. Никогаш не завршува. Не дека ако завршивме со образование, ето. Никако. Не, тоа е поврзано. Значи, посебно за уметник. Значи, идентитетот уметнички што ќе го изградите е право пропорционален на личниот идентитет, односно како работите на себе си и како се развивате. Мислам, тоа е. Тоа е факт. Јас не познавам човек, сите успешни луѓе што ги знам, ама за мене, знаеш, успех си дефинираме на различни начини. Успех е тоа што сите сами себе ќе си го дефинираме. За мене е успех некој да одбере и да нема кариера. И да биде посветен на домот, например. Апсолутно. Јас препознавам различни аспекти на успех. За мене показател дали тој човек е среќен со тоа што го прави. И совет можам да примам само од таков човек. И еве и како порека. Значи, кога ќе видите некогаш коментар, запрашете се кој го дава овој коментар, со какви очи. Секогаш треба да се ставиме во чевлите на другите да сватиме. Во тој момент кога ќе го разбереме нешто, тоа веќе нема моќ над нас. Едноставно треба да сватиме нештото од каде доаѓа. А кога работиме на себе си, тие работи кога ќе ги поминеме после тоа, кога си на врвот, не знам како да кажам, тоа е игра веќе, мислам. Воопшто не се ни важни тие работи. Јас не ни обрнувам внимание на такви нешта. Дури никогаш може да се случи чак и некој тип на спротиставени стави, се случува во една индустрија, во еден бизнес сетинг, кај да кажам, веќе тоа преминува во таков сетинг, ние живееме во капитализам. Така. Значи, треба многу на природен начин да ги сваќаме работите чија перцепција носи нечи резултат. Тоа е тоа. Ти имаш само 36 години, ќе кажам, меѓутоа и тоа како искуство зад себе. Значи, по завршувањето на средното училиште продолжуваш да студираш веќе надвор во Австрија, потоа се дообразуваш и во Грција и стигнуваш и до Беркли во Валенсија, така што имаш искуство и со тоа. Низ тоа минуваше сама? Сама, да. Скроз сама? Како е тоа како искуство? Да. Затоа што се прво многу патување, различни луѓе, различни менталитети, култури, менуваш средина која што на многу луѓе би им било многу тешко, нели? Некои луѓе многу тешко излагуваат од комфорт зоната, нели? Од тоа што ти е сигурно, тука ми се моите луѓе, тука ми е се познато, меѓутоа ти одиш во нови светови, кои што се далеку од ова наше поднебје. Па да, никако, ама пак ја кажам, тоа е поврзано со повторно со перспективата. Значи, и например, за мене тоа е поприродно и покомфортно од другото. Да. Значи, например, јас на најприроден начин ги имам тие одлуки носено и особено во тие некои години кај што сте и пожелни за знаење, за искуство и за авантура. Не дека сега не сум, меѓутоа да кажеме, ајде, тие се некои години кај што навистина се барате себе си. Така што, мислам, многу е лична одлуката. И сега некое правило за комфорт зона, значи во комфорт зона, како кажам, животот не е ако бараме мирна линија, права линија и ја очекуваме големи резултати, тоа не постои. Тоа е невозможно едноставно да биде така, значи животот е ролер костер. Јас го доживам така и човек треба да биде отворен. Значи, едноставно да добијам на лото дама, прво треба да купам тикет за да добијам на лото. Не знам како да кажам. Значи, се поега од нашиот чекор и во која насока го правиме. Така што треба да бидеме доволно отворени за нештата да ни се случат и тој некој, да кажеме, шифт
во други средини, во различни, за мене воопшто не представувал никаков проблем. Баш од таа причина. Јас сум била отворена за тоа и тоа било мој избор. Да. Сум сакала на таков начин да движам низ промените и некако да ме обликуваат во тој период. И мислам дека тоа ми е нешто што од овој аспект го сметам за најправилна одлука во тие години. Навистина, затоа што секое од тие искуства ме обликувало во тоа што сум денес. Ништо не би променила кога ќе погледнам на нас. Дури некои негативни искуства не би променила апсолутно ништо. Што мислиш дека она што е одлучувачко во целиот тој период, во целиот твој пат, што е она одлучувачко кое што те лансираше таму каде што си сега? Мора да кажеме, тоа е Холивуд и соработки со огромни продуцентски куки и Холивудскиот симфониски оркестар, мислам, тоа е да, па сон веројатно на секој ден музичар да застане у Sony Picture Studio и да само да го види, а не па да може да работи. Па некако е така, да. Иако клучниот фактор е работата на себе. Клучниот фактор е работата на себе, затоа што преку работа на себе си во дослуг со тоа што е вистински твојот порив во моментот. Исто така е важно да, ама пак тоа го диктира таа некоја работа на себе, да не дозволиме ништо да ни влијае и да ни го помести нашиот внатрешен компас и нашата цел во однос на тоа што ние вистински го сакаме, не цел од други пориви. Да. Че ако се работи за цел во смер на тоа што ние го сакаме, тогаш што има смисла. Да се прати и да човек не се откаже. Да. И друго, пак ќе кажам, мислам, талентот е доволен, но треба да бидете препознаени, значи треба и да верувате во себе. Мене преку вербата во тоа што го правам и што треба да постанам, значи всушност постанав тоа што треба да бидам на најприроден начин, без некакви посебни концепти како треба тоа да се случи. Тоа препознавање ми се случуваше во рамки на сите достигнувања. Некако си повлекува самата енергија, знаете дека е тоа патот, се отвара пред вас и никогаш вратата која се отвара без да ја тропнете, знаете дека е вашата. Така е. Така да ете. Јас тоа би го издвоила како најважно, а на талентот треба да се работи, мислам, тоа е неспорно. Многу е важен односот према талентот. Јас не сметам дека односот према талентот е само техничката пракса или некоја теорија. Тоа не е доволно. Значи, односот према талентот е љубовта према таа конкретна уметност и како ние го негуваме сето тоа. И затоа велам, таа работа на себе е многу важна. Како му приоѓаме, со кој мајндсет му приоѓаме, што ќе направиме сега, на каков начин. Јас, например, ја сакам филмската индустрија и бранша, особено филмската музика која што има развој глобален во многу рапидна смисла во последниве неколку години. И ете, јас сум дел од тој некој развој, особено како жена композитор. Се повеќе и повеќе е тоа движење женско во рамки на тој аспект глобално. Значи, едноставно таа бранша е, како да кажем, баш кохезија меѓу сите уметности. Продуценти, уметници, режисери, актери, композитори, и вие треба да знаете да работите со луѓе, ама и да сакате да работите со луѓе. Да. Значи, филмот ги спојува сите уметности. Дали е краток, долг, анимиран, документарен, сега ерата на краткиот филм, нема врска форматот. Да. Сега има вертикал филм. Да, сега ерата и на вертикал да, филм. Сега да кажам, не е важно. Но пораката исто која што се пренесува суштинска, ја создавате заедно, сите вие. Тоа е таа кохезија на уметници. Значи, многу е важно да се чувствуваме комотно во тоа што го правиме, и јас имам една девиза која што вели: од секаков човек можеш да направиш професионалец, меѓутоа од не човек потешко. Да. Така што дури кога бираме професионалци со кои што сакаме да работиме, ние поаѓаме од нашето чувство, со кого се чувствуваме најдобро. Така. Никој не сака да поминува низ непријатен процес за краен исход и резултат. Јас секогаш моите продуценти, соработници од техничка во секакав смисла сум ги бирала, нормално мене ми е важна нивната професионалност, ама поважна ми е енергијата. Така. Професионалноста е нешто што е маст, ама енергијата е нешто што ми е пресудно за јас да ја донесам таа одлука дека со тој конкретен професионалец сакам да соработам. Така што ете, тие некои работи се многу важни
да ги негуваме кога пристапуваме према Да. нашиот талент и да знаеме како ги поимаме работите. Лина, си имала момент кога си се двумела или кога ти дошло тешко или кога, не знам, може би си се чувствувала носталгично, може би си помислила не можам веќе, ова ми е премногу. Кога си помислила на откажување, бидејќи и во разговорот спомнуваш, многу е важно да не се откажеш. Си имала некогаш моменти Да. и колку е важно менталното здравје за да се истрае во една таква борба, во еден таков пат, затоа што е борба, апсолутно ти се бориш со се што ти доаѓа по патот, а тоа е пробивање. Па сум имала и така моменти. Особено ако сте визионер, например, мојата природа е таква. Јас, ево конкретно ако зборувам и за филмската уметност, значи јас сум композитор кој што е сестран и јас компонирам и поп музика, и музика за деца, и електронска музика, компонирам и филмска музика. Иако филмската музика подразбира, треба да сте спретни во сите жанрови. Никогаш ќе треба рок и метал песна да знаете да направите саундтрак за одреден филм. Меѓутоа, она што сакам да го кажем е, таа тежина одредена се појавува во момент кога вие како визионер немате потврда од масата, например. И сега вие ако ја чекате таа потврда од масата, замислете било кој од визионерите кој што направил нешто и постигнал нешто. Јас ако сум се ослонила на тоа што мене Балканот, регионот или било која поднебје може да ми пружи во однос на тоа што јас мислам дека треба да го постигнам, немало ништо да направам. Јас некако се обидувам да бидам пред времето во однос на тоа, се обидувам да не чекам некој да ми потврди дека е тоа правилно и дека е тоа патот. Ако јас го чувствувам дека е тоа патот, јас движам. Да, меѓутоа во тие некои години и тоа како имаш моменти кога Сум имала, апсолутно сум имала, ама веројатно да, и сум имала и среќа да имам да се потпрем на некои мои да кажеме, јас ги викам тоа добри темели како наследни програми, воспитување, начин на кој што сум растена, значи и самите консултации јас и дома кога сум ги правела сум добивала огромна поддршка на многу правилен начин. Морам тоа да го издвојам затоа што мислам дека е важно. Како не? Не е секогаш пресудно. Има и такви примери кои што без никаква поддршка, дури да не кажам опонирање во однос. Да, опонирање не има секакви приказни, па слушаме и знаеме. Како не? Најчесто и најуспешните примери се и од многу критична средина произлегуваат. Кај мене тоа не било случај, значи јас сум имала секогаш поддршка, искрено во некои моменти ми била пресудна во еден психолошки аспект, да кажеме, значи сум имала јас на кого да се потпрам во тој аспект. Имам некоја таква здрава средина во која што сум растана и ми значало тоа во тие години. Иако сум имала различни размислувања, бидејќи нели и генерацијскиот јас постои. Значи пак не можеме во комплет да кажеме дека некој пример треба да го следиме или некој совет. Едноставно мора да препознаеме ние како гледаме на работите. Така да имало одразен аспект моменти кои што ме предомислувале, но никога, мислам, не ме предомислиле, сакам да кажам, во моментот нешто ќе те поколеба, ама знаело само да ме поколеба во правец да ја сменам стратегијата. И како ќе му придам на истото. Значи не во комплет да се откажам, тоа не ми паднало на памет никогаш. И сега знаеш што ме интересира, вака додека те гледам и додека зборуваш, си градам една слика. Ти си, например, репрезент за тоа што веројатно општеството би го барало од еден уметник. Имаш талент, образувана си, елоквентна, знаеш да зборуваш, убаво изгледаш, убаво пееш, свириш, се прави. Благодарам, Романа. Баш ми значи. Фала. Да, сега, при тоа, имајќи ги сите тие работи, си жена. За среќа, ние живееме веќе во свет каде што се помалку е она машки свет. Веќе и жените и тоа како знаат да грабат во секоја една професија во уметноста, особено и Оскарите ќе ги спомнеме, и Холивуд, и филмската индустрија. Неспорно. Нели? Неспорно. Колку да бидеш жена во таа индустрија, тебе ти донесе поени или пак ти беше пречка? Па ме донесе поени.
Со тоа што јас пред се и сум продуцент во поширока смисла, затоа што еве ќе напоменам и можеби повеќе во текот на разговорот. Јас работам и на различни продукциски формати и како, да кажем, главен продуцент, не само како музички продуцент и автор. Значи, тоа се телевизиски и друг тип на формати, и театарски, и разни настани. Да кажем, имам лидерски позиции, прилично. Тоа е неспорно. Меѓутоа, затоа ја споменав таа експанзија на жени автори, се повеќе се препознава и жената, мислам, апсолутно треба да си го добие своето место. Ние не славиме ниту еден женски автор, како што ги славиме Бах и Моцарт. Така е. Нели? Сензибилитетот на жената се изразува поинако во уметноста. Меѓутоа, јас сум фан на тоа дека жената е жена, а мажот е маж во енергетска смисла. Значи, жената не треба да избега од контекстот дека е таа жена. Да, од својата женска енергија, така е. И јас не мислам дека жената треба да се труди да биде маж, кој што во општество се уште на таков начин тоа го препознава. Жената треба да биде почитувана како жена, така, со сите нејзини аспекти и целиот, да кажам, одреден терет го ставам под наводници. Таа е една тежина која што таа ја носи нејзиниот живот од повеќе аспекти. Да не ги набројуваме. Знаеме кои се. Така што се уште мислам дека жената не е на таков начин почитувана. Таа треба да има бенефити. Општествените норми треба да ја донесат одредени подробности кои што се во правец на нејзина подобро екзистирање во секаков аспект, приватно и професионално. И тогаш ќе кажеме дека живееме рамноправност. Во моментов не живееме рамноправност. Жената се труди да биде маж и функционира и како маж во секаков аспект. И се уште не можеме да дојдеме до еквивалентност во однос на профитабилната рамка, екзистенционалната рамка. Не, се уште не сме таму. И во светски рамки? Во светски рамки, да, во светски рамки, во одредени држави, да, меѓутоа зависи од браншата. Така. Некое препознавање, да. Значи, јас тежнеам кон тоа, прво јас немам феминистички став, но имам поборнички став во однос на женската енергија и женските, како да кажам, особености. Значи, ние треба да се прифатиме во естетска форма, во секаков аспект, за сите наши таленти да се бориме еднакво, да имаме еднаков простор за израз, баш затоа ја спомнав сега оваа дејност каде што не славиме жени се уште. Да. Веќе се присутни, ама треба малку и време да помине за тоа да биде препознано како таква. Да. Еве, например, јас имав среќа со Конрад Поп. Конрад Поп е сопруг на еден голем композитор, жена, Нан Шварц. Нан Шварц, значи тој кога зборува за својата сопруга, затоа кажам големите луѓе немаат комплекси, тоа е навистина така. И не е случајно да јас како жена сум препознаена од страна на таков тип на професионалец. Тој зборува за својата жена, мојата жена е талент, а јас имам знаење. Знаете колку значи таа поддршка? Значи таа поддршка е некогаш клучна во животни рамки, во партнерското функционирање, да кажеме. Они се двајцата од иста бранша. Јас ги кажам како пример затоа што ми се совршен пример на тој они се примери од Golden Era на Холивуд, Golden Age. Они се веќе во години. Меѓутоа успеале да создадат еден микрокосмос во тој дел и се препознаени како фигури. Конрад Поп во Европа е веќе препознано, во Америка е икона. Јас еве во Лос Анџелес дури имав можност да почувствувам што значи тоа име таму. Јас инаку можеби не бев свесна претходно до одредена рамка. Знаете, ама не во комплет. Како некој се однесува према таа величина, да кажем. И тоа ми е соодветен пример многу затоа што Нан Шварц ја препознам како еден од пионерите на филмската музика. Кој што е поставила темели соодветни и по нејзиниот пример кој што е многу соодветен од секаков аспект, не само уметнички, туку и да кажеме пример на личност. Мене ми е лична инспирација, искрено. И има и други, меѓутоа издвојувам примери кои што мислам дека некои постулати пионерски ги поставиле. И мислам дека тоа така треба да изгледа. Не велам дека секој маж мора да ја стави жената на прво место пред себе, него тој некој реален аспект и позиција, значи да владе взаемно почитување. Почита, да. Ако има респект, има се. Има се, така. Апсолутно. И во секој еден човечки, секој еден однос, комуникација. Да. Значи дете да е возрасен, да е, ако треба го почитуваш како личност. Точно. Така и во сите односи, партнерски, професионални и како и да е. Лина ме интересира. Веројатно одговорот ќе биде негативен, меѓутоа мислиш дека пикот
си го достигнала или допрва треба да се случи пикот? Па, во принцип, сега сум во пикот. Само што многу е важно од пикот каде ќе... Дали ќе остане таму кривата или ќе падне? Па јас, мојата дефиниција за успех е всушност тоа. Јас гледам кој долгорочно успел да се задржи на таа некоја позиција. За мене е тоа некоја дефиниција, дури и да промениш нешто, јас да видам дека си ти среќен со тоа што го правиш, дека тоа го правиш успешно и дека ти си на своето место. Мене ми е тоа дефиниција за успех. Така што јас сега го живеам пикот од аспект на тоа, имам отворени врати, имам препознавање такво какво што од секогаш знаев дека заслужувам. Сум во еден бран креативен, каков што секогаш знаев дека треба да се најдам меѓу луѓе какви што сакам. Меѓутоа, па ќе се кажам, значи тоа прво треба човек да се каже, си се заблагодарувам себе што тоа сум го препознала, многу е важно да знаеме што заслужуваме и да не дозволиме ништо да не убеди дека нешто помалку од тоа заслужуваме. Така што тој пик од тој аспект постои сега. Баш е тој моментот каде што треба најмногу да создадеме, во случајов јас така го гледам тоа за себе. Значи јас сега не можам да потфрлам во мојата креативна инспирација и апсолутно најважно ми е тоа да го негувам како концепт, а се другото само по себе ќе си се случува. Значи затоа што вие кога вашиот порив е моќта на создавањето, а другите ве препознале како... Затоа што создавање не е само дело, значи тоа може да биде и проект, може да биде... Затоа велам, создавање во една поширока смисла, треба да знаеме што правиме и зошто го правиме тоа. Мислам дека и второто прашање е поважно. А ако имаме добар одговор и кога сме на пикот, зашто луѓето знаат да се погубат малку во одредени елементи, кога гужва е на врвот, знае да биде гужва од различни аспекти, ти во суштина да заборавиш зошто си таму, како си стигнал таму и што е сега твојата цела мисија, како ти се чувствуваш и што сакаш да направиш. Така да, затоа велам, треба да се живее тоа, треба да се живее тој момент. И треба да се постави долгорочен модул за едноставно за таков тип на функционирање. Значи, зашто да бидат само 5 минути, кога може да бидат многу минути? Нели моите 5 минути? Да, ама ти направи секој ден да се твоите 5 минути од било каков аспект. Јас така размислувам. Едноставно, и мислам дека треба да знаеме, да го живееме тоа што ни се случува, да уживаме во тоа. Тоа е многу важно. Колку луѓе кои што имиња знаеме како завршиле. Да не набројам Бритни Спирс, Џастин Бибер, не знам кои се не, ги гледаме, јас не се споредувам во таа рамка, тоа се глобални поп звезди. Значи комерцијални звезди, нели? Меѓутоа ми доаѓа, тоа се потврди за она што длабоко во себе секогаш го знам дека е најважното, тоа е да сме во дослуг со себе. Да. Затоа што вие кога имате една изградена вертикала, ништо не може вас да ве полюља. Така. Во тој момент. Така, ама темелите се многу важни. Па да не речам најважни, и затоа јас мислам дека ние сме створени да одиме нагоре, не дека завршува нешто со определена возраст, баш напротив. Така. Ние треба уште повеќе и повеќе, и сум фан на ова време затоа што тие предрасуди ги разбива. Тоа се некои предрасуди на друго време, и биолошкиот век се случувал поинаку изгледа работите, значи треба да сме во тек со времето во кое што живееме и да не да се прилагодиме во целост, ама убавите работи да знаеме да ги претопиме во нашиот живот. И сега новото време, како што и приеска спомна на кратко, нова технологија со светлина на брзината се развива. Кажи ми, кој е твојот став однос на се поголемата употреба на вештачка интелигенција на тие? Дали можеме да ја искористиме како соодветна алатка умно да ни помогне или пак во опасност се креативците? Не, апсолутно не се во опасност. Јас сега спремам во завршна фаза сме на еден национален проект кој што е направен токму со новите технологии, со помош на вештачка интелигенција. Имено направивме во соработка со мојот драг пријател и голем уметник Жарко Димовски. Мајчин јазик. Да, на мајчин јазик направивме проект за македонскиот јазик кој што многу скоро ќе доживее светлината на денот и јавноста ќе има можност да го препознае, да се спои со проектот, пошто сигурна сум дека тоа ќе биде реалноста. Значи ние решивме дека ќе зборуваме со силата на новите генерации, а тоа се новите технологии.
И тоа што ние го направивме изгледа одлично. Ке има можност и јавноста да го види. Да. Значи, новите технологии, значи, вештачката интелигенција е создал човековиот ум. Ние не можеме да направиме тоа да биде контра нас. Мислам, ние можеме, ама не би требало тоа да го избереме. Значи, ние треба да знаеме како да ја примениме за да ја подобриме функционалноста на нашето секојдневие, дури и во професионална смисла. И сега ние како уметници, значи повторно, како да кажам, и за нештото да ви искреира продукт, значи вие давате насоката. Пак е тоа вашиот мајндсет. Така. И квалитетот, вака, значи вештачката интелигенција не може да долови емоција. Вие давате командата на емоцијата. Одреден лик кој што вие ќе го земете, сега зборам во, да кажеме, продукцијска смисла, правиме анимиран филм и треба да имаме соодветен карактер, кој што треба да пренесе одреден емотивен аспект. Човечкиот фактор е пресуден. Кој го прави и на каков начин го прави. Да, тоа е направено со помош на интелигенцијата, која што човековиот ум ја создал, нагласувам. Мислам, не може тоа да оди контра нас. Ние мораме да се поставиме да тоа оди во прилог на нас. Така е. Значи, Да. И сега пак се работи за тоа како ќе го препознаваме, како предност или како мана. Јас не можам да бидам против и мислам дека никогаш нема да бидам на нешто што се усовршило и на нешто што значи развој. Че ние сме развиле до овој степен технолошки аспекти. Малку е неинтелигентно да сме против и да се чувствуваме дека сме под закана на тоа што ние како цивилизација сме го развиле. Тоа е нонсенс. Да, ма светот на големо ги плаши луѓето дека ќе останат без работа, дека нели, значи тоа е нешто кое што медиумски се сервира цело време, некој страв дека ќе изумре оваа професија, ќе изумре онаа професија, Ќе се модифицира. Ќе се Ќе се појават нов Пак тип треба на некој професии. да го кликне дугмето. Ќе се модифицираат нов тип на професија. Вака, значи видете, балансот е многу важен. Јас не можам да кажам треба да дозволиме нели тоа да оди во недоглед. Вие во се ако претерате, че тоа може да завземе погрешен тек и да биде контра вас, контра вашето здравје, тоа е така со се. Така е. Со се е така, со храна, со начин на живот, значи апсолутно, а чак со технологија. Значи балансот мора да пустиме, ние ќе го утврдиме балансот како цивилизација. Сега, чувството на страв не би требало да не покори во тој аспект. Ние треба да најдеме начин да тоа го прилагодиме за нас. Значи за нашето секојдневие да биде добро, функционално и да биде подобро, нели, да си олесниме одредени аспекти на живењето. Зошто да не може да усовршат дури еве сега, нели, нема веќе да постојат настаните во живо. Видовме што се случи кога добија закана сите театри сега на оскаровско ниво. Пред самото случување. Нели имаше изјава на реномираниот актер дека ќе изумре живиот контакт со публиката и дека нема да постојат веќе театарските формати. Тоа не е точно. Човекот секогаш ќе сака да има интеракција и таа може да се имплементираат на најсовршен начин новите технологии. А има и многу примери во регионот што веќе тоа го имплементираат. Веќе го спомнам театар Одеон во Србија. Нов театар, наменет за мюзикли, форматот е таков, технологијата е на најврвното можно ниво, треба да земеме пример од тоа. Значи, има луѓе кои што знаат како да одат во тој правец. А тоа е за мене успех. Каде е Македонија во сето ова? До каде сме ние? Па таму каде што ние ќе решиме да бидеме. Јас сум, како да кажам, убедена дека да, може да имате вие секакви бариери, социоекономски, политички, да доаѓаат од географските, најблиските географски подрачја. Ние, нашиот пат не е лесен во однос на тоа како, мислам, во еден не по моја волја сме ние така сите поделени. Јас сум еден космополит по дефиниција и мислам дека секој уметник длабоко во себе тоа инаку не би можел да екзистира, но за да можете да бидете така и да ги сакате сите, прво вие треба да се препознаете себе си како големина и тоа што сте вистински. Значи јас сум македонка и јас сум свесна за мојата историја, за мојата сегашност и за тоа како треба да функционирам во иднина. Пуштам да ме води, да, меѓутоа имам, да кажем, една стабилна основа за тоа каде би можела да се најдам. Некои работи се диктираат од многу одамна. Сега.
нашето подрачје ги преживува тие бариери. И затоа велам, патот не бил лесен, но повторно зависи од тоа ние што ќе направиме со тоа, дали ќе го претвориме во предност или ќе го оставиме да биде бариера и ќе кажеме и ќе се ставиме во нека улога на жртва. Дека нас тоа така не се случува и ние сега не можеме ништо тука. Тоа не е точно. Значи и како можеме. Особено треба да дадеме фокус на полињата каде што сме многу силни. Како уметноста, на пример. Ние имаме ризница на таленти, тоа е факт. Имаме, ама системски сме многу осакатени. Јас се сложувам со тоа. Затоа што поединците можат лична приказна да градат, меѓутоа општествена, па знаете како? пак не треба подкрепа. Јас се сложувам со тоа што ние живееме во време каде што колективната приказна не е толку моќна како индивидуалната приказна, така но тоа не е за Македонија, тоа е за светот. Ама има енергетски закон, што рекол Тесла, дека едно тело кое што експандира во свемир, енергетско тело, е многу помоќно од многу други кои да кажеме стагнираат. Така. Тоа е изјава на Тесла. Така. И тоа е подкрепено научно. Значи, тоа значи дека не треба да се потцени моќта на поединецот и неговото влијание врз одреден колектив. Апсолутно. Во таа не го смисла. потценува. Значи мора и на крајот од денот и поединецот и го формира колективот. Значи кога имаме повеќе здрави примери, така е, меѓутоа знаеш зашто зборувам? Зборувам точно за примери како твојот. Да. Ти си успешен пример кој што за жал го немаме тука. Кој што за жал твори надвор и веројатно ќе има уште и нека има уште како тебе кои што ќе успеат и ќе им се мали овие граници и овој простор. И треба меѓутоа Македонија како Македонија со толкава ризница на креативност и на талентирани луѓе, на уметност во себе. Просто не им дава почва на луѓето да творат тука. Разбирам дека не ја чувствуваат плодна, ама тоа е вака, значи мотивацијата ја регенерираме ние самите. Ние не можеме да чекаме друг да направи нешто место нас. Јас знам како може ова да звучи и да се протолкува и може да има веднаш коментар, не е така, спречен сум ради ова, она, владата, не знам кој, значи во ред. Ги знаеме структурите, што се случувало, знаеме кои биле моментите кои што биле слаби и кои што навистина влијале на секој од нас. Така е. Во градењето на системска држава, да кажеме. Ние сме го почувствувале тоа баш на наша кожа, што се вели, сме израснале на таков начин, сме сведочеле, јас сум дете од самостојувањето на државата. Че сум почувствувала различни концепти, сум почувствувала различни енергии, различни ставови, соединетоста, па скоро и да нема. Всушност, ако веќе зборуваме за тоа каде јас го препознавам, генералниот проблем за мене е во тој код. Ние немаме смисла за единство. Ја немаме таа смисла. Не знам да што е. Може да се неколку аспекти во прашање. Од тоа како сме сплотени, како сме формирани, дали идејата била навистина 100% заедничка, кои се наследните фактори, она што се пренесува од колено на колено како вредност, како гледаме према нашата држава, љубовта према татковината, према родот. Тоа се работи што не се учат ни во книга, тоа се учи дома. Значи тоа го знаеме сите. Мислам, може да влие системот да ги формира, но како код, мислам дека се учи дома. Се формира прво мал обрач, па потоа за големиот обрач да биде функционален. Така што сакам да кажам, еве на пример, јас пошто спомена мојот пример. Јас се поврзувам со Македонија. Јас створам надвор. Јас створам надвор, јас сакам да направам нешто за Македонија и го правам тоа и имам и одлични пријатели од самата бранша наша овде. И никогаш не сум размислувала дека би требало да се откажам од Македонија. Јас сум пред се македонка. А и надвор кога сум препознаена. Јас сум препознаена затоа што јас знам која сум. Јас никогаш не сум се трудела целосно да се претопам. Луѓето сакаат да видат дека вие знаете кој сте. Самодовербата доаѓа од повеќе аспекти. Ние мораме и на нашата самодоверба од тој аспект да работиме. Ние треба да знаеме кои сме, да се чувствуваме гордо македонски. Мислам, тоа како и да звучи, тоа е многу важно. Тоа не е национален концепт. Тоа е еден, како да кажам, генетски концепт. Да знаеме кои сме, кои се нашите предци. И тоа е однос према тој идентитет.
Ајде да го кажеме како еден национален, иако не сум фан јас на таа терминологија, но ајде. За мене е тоа многу поголемо од тоа некое национално уредување. Националното уредување покасно настапило. Се разбираме, Јас да. од друг аспект го поимам тоа. Да. И тоа кај нас недостасува, но вистина недостасува. И ние дозволуваме буквално еве соседски кажано, значи јас соработувам со сите наши соседи. Имаме прекрасни пријатели од секоја наша соседна држава. Никаков проблем. Се чувствува ли она, еве меѓу македонските колеги, она инфериорност која што секогаш ја има? Се чувствува како не. И тоа не би требало да биде така. Не треба да Зошто биде така. Да имаш комплекс на Цело помала време вредност. да се повлекуваме Никако. сите, нели? Особено ако појдеме од тоа дека нас треба да ни каже некој ние што сме, што не се ни нарекува македонец. За ние нас ни кажуваат дали сме ние македонци, луѓе кои што не се македонци и кои што не се и нивната држава не се нарекува Македонија. Не е важно кој сосед во прашање, сите соседи. Да. И сега ќе ни кажуваат за одредена наша сила, аспект, талент, кои сме ние, како треба да живееме, како да дишеме, уште да ни кажа, дали да дишеме или не. Значи, и ние, значи апсолутно, затоа јас ги разбирам тие тоа се социјални бариери, тука се случува, тоа повлекува економски бариери, повлекува секаков тип на деструктивни моменти. Меѓутоа, како индивидуи не смееме да го дозволиме тоа нашиот личен аспект да го загрози. Значи, затоа велам јас треба да работиме на себе. Нашата приказна може да биде многу успешна. Ние можеме да бидеме многу среќен народ. Ако сакаме и решиме да бидеме. Ги имаме сите, како да кажам, ние сме на земја, прво сме сончева земја, имаме таква почва. Значи имаме прекрасни убавини, мислам, имаме убавини на вистина кои што треба да се негуваат, ние сме и плодна земја пред се. Ако сме мала земја, не е важно. Така да, односот према работите е важен. Односот, како ги гледаме нештата, како се однесуваме према нив. Ние односот према нашето поднебе треба да го промениме. Некои треба да го променат од корен. Некои само треба да го зацврстат, некои само треба похрабро да настапат, некои само треба да бидат поистрајни, а некои треба да продолжат како и до сега, така различни примери. Меѓутоа, генерално јас многу верувам во Македонија и верувам во нашите потенцијали. И во принцип ние треба да ги сакаме сите, ама и ние сме и пример што ги сакаме сите. Јас имам чувство дека ние ги прифаќаме сите луѓе. Ние многу повеќе ги прифаќаме другите отколку што другите не прифаќаат нас. Можеби затоа што знаеме што значи тоа да не сте прифатени поради тоа што сте. Ние сме отворени према сите. Јас сега еве победи Бугарија на Евровизија. Јас од наша страна видов само честитки. Не видов ништо спорно. Добро, ние сме топол народ. Јас се генерализирам, имаше и негативни коментари, ама не е важно. Не навлегувам во суштината на нивната, на тажината дали била добра песната едно друго. Зборам генерално. Да. Добро, исклучок се види секогаш има. Да. Секогаш има. Меѓутоа генерално мислам дека сме топол народ. Топол народ сме апсолутно. Да. Ние треба да веруваме повеќе во себе, ама и да се сакаме меѓу себе. Италијаните, еве јас работам со Италија долги години, имаат еден многу важен модел како успеле да направат бренд од својата држава. Тие се многу екстровертни према себе, а се поинтровертни према надвор. Тоа не викам дека е со сигурност правилниот концепт, меѓутоа Италија успеа да го убеди светот дека тие имаат најдобрата кујна, дека тие ќе диктираат модата, дека тие ќе кажат во естетска форма како што треба најдобро, најмногу ќе оправдаат некоја цена на продукт. Естетски, италијански. Начинот на живот им е многу екстровертен према околината, го сакаат животот и на вистина го слават. И треба, например, да учиме од таков тип на... Мислам, имаме сродности ние со тоа живење, само што нас не фали да сме меѓу себе повеќе поврзани. Јас тоа го препознавам од секогаш кај нас. Тоа сум го препознавала и како дете. Не сме можеле да се обединеме ни како клас, секогаш да кажеме, па дури да кажеш сега сите ќе избегаме денес од час. Еден ќе биде таков, не, јас и од дете јас ќе бидам на час. Да, тоа е точно. Нас тоа ни недостасува, ама тоа е таа смисла за единство, јас ништо друго не препознам како проблем. Се друго е некако како производ и последица на тоа. Затоа што целата поделба што настанува од секаков аспект е поради тоа. Затоа што кога треба да се настапи обединето, треба да се настапи обединето, без разлика на сите разлики. Никогаш треба да се простат некои работи за да се настапи обединето, мудро. Ние знаеме да кажеме, тоа сега не е моја, не ми е мене у дворот, таму нека
Нека им седи. Ама и не само Никого- тоа, да држиме и сами мислам меѓусебна лутина многу долго. А треба никогаш да се премостат тие нешта над ситуацијата, да се биде да се настапи обединето за општото добро и функционалноста. Така. Ние се бориме, има борба на его многу меѓу нас. Личниот пример, баш тоа го кажам, значи личниот пример да исплови, ние знаеме подобро од вас, значи од сите страни произлегува тоа, а всушност тоа нигде нема да не донесе. Нигде. Особено кога гледате кризни општествени елементи, нема простор за тоа. Нема простор за такви делби. Значи треба мудро да се настапи. Не сакам да звучам како Алиса во земјата на чудата. Но навистина е така, мислам, јас сум живеела во 4 различни држави, сум почувствувала различни концепти и сум на различни континенти и јас не препознавам ништо друго како основен наш проблем освен тоа. Другите работи ми се последица. И самото функционирање на оние гранки општествени кои што се да кажеме, мислам не гранки него столбови, медицина, право, култура, образование, тие се столбови, се друга гранка, произлегува од тоа што навистина кадровски ние треба да знаеме, значи да исплива квалитетот напред. Независно од поделбата, независно од страната, не знам како да се изразам поинаку. Јасно. Ни фали мудрост, ама можеме да може да испливаат позитивни концепти на површина, треба само да можеме да се поставиме малку над ситуацијата. Супер. Ми се допаѓа вака оптимистично за крај што вакви пораки оптимистични што испративме. Мене никогаш во животот од како работам во медиум не ми поминало волку брзо времето. Ми беше навистина задоволство дека си разговаравме. Посакувам многу успеси. Посакувам да останеш на пикот многу долго. Да се гледаме само за убави работи. Слободен печат е секогаш тука за поддршка на се што правиш. Благодарам Ана за поканата пред се. Навистина ужива во разговорот и мене ми летна. Нели? Се надевам ќе се гледаме почесто на убави теми, ќе споделиме уште повеќе успеси и да сме живи и здрави. Секако. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам. Вам како и секогаш благодарам за вниманието. Знаете подкастот Сана на ти го следите секој петок во 19 часот на нашиот YouTube канал на кој што можете да се претплатите и да го заследите. За денеска толку. Чао.